Државната изборна комисија и судовите да се остават да работат непречено без притисок и политичко влијание, изјави денеска портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич. Коцијанчич ја пренесе пораката од официјален Брисел дека Европската комисија ги забележа прелиминарните резултати на изборите, како и резултатите од жалбите, и сега го очекува исходот од процесот на жалби. На релевантните национални власти, вклучително и ДИК и судовите, треба да им биде дозволено да работат непречено, без притисок и политичко влијание. Ние сме многу загрижени поради тензиите во текот на последните денови и зголемувањето на негативната реторика. Комисијата ги повикува сите заинтересирани страни да се однесуваат одговорно, а со цел да се зајакне довербата на граѓаните во јавните институции и во демократските процеси. Портпаролката на комисијата се наврати и на заедничкото соопштение на високата представничка на ЕУ за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини и на еврокомесарот за преговори за проширување и соседска политика Јоханес Хан, што тие го испратија еден ден по предвремените парламентарни избори во Македонија. Со нетрпение очекуваме брзо формирање на новиот парламент и на новата влада и спроведување на реформите за решавање на системското владење на правото, исто како и на итните реформски приоритети, како и повикуваме на континуирана имплементација на претходните политички договори. Комисијата ќе продолжи со поддршката на земјата во процесот на европската интеграција. Могерини и Хан по изборите потенцираа дека предвремените парламентарни избори во Македонија минаа на мирен и уреден начин со добар одзив на гласачите. Тие констатираа дека изборите се клучен елемент на договорот од пржина од 2015 година и дека и нудат на земјава клучна можност за обнова на демократски конструктивен диалог за надминување на долготрајната политичка криза и обединување зад заедничка цел на евроатлантските интеграции. И амбасадорот на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар на средбата со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ја истакнал оценката на Брисел дека изборите биле слободни и фер и дека иако имало многу негативни претпоставки во однос на изборите и изборниот ден, сепак имаше мирна кампања и мирен изборен ден.